прво информативно издание на Канал Плюс. Добар ден, почнуваме веднаш по кратката најава. Продолжува тензичната ситуација на јужната и северната граница. Се пропуштаат се поголем број на бегалци, а на терен се трошат и последните резерви за помош. Утре е вториот уписен рок за запишување на ученици во прва година во средните училишта во државата. Резултатите ќе бидат објавени во вторник. Денес во 16 часот и 30 минути Брегалница ќе се сретне со Шкупи. Ова е последна средба што ќе се игра на Штипскиот градски стадион, кој од понеделник ќе почне да се реновира. Започнуваме со актуелната состојба за мигрантите. Мокри и премрзнати илјадници мигранти бараат помош и храна од хуманитарните организации на јужната и северната граница. Се пропуштаат се поголем број на бегалци, а на терен се трошат и последните резерви. Приоритет имаат ранливите категории, но поради истоштеноста и дождот деновиве скоро сите се во оваа категорија. Покрај со возови, мигрантите цела вечер се разнесувале и со автобуси, комбиња и такси возила. Автобуската карта ги чинела 15 евра, а оние кои можеле да си дозволат плаќале двојно поскапо со такси. Дополнително, според невладините, ситуацијата ја усложнува се уште нереализираната најава за дневен центар за прифаќање на бегалците. Официјалните податоци на МВР велат дека само вчера во Македонија се регистрирани и примени околу 1000 мигранти, но реалната бројка е далеку поголема, бидејќи сите бегалци не се пријавени кај органите. Владата на Република Македонија донесе одлука за продолжување, но и зголемување на социјалниот паричен надоместок за средношколци. Премиерот Груевски изјави дека одлуката за продолжување е донесена, бидејќи е оценето и ефектите од оваа програма се многу позитивни, и потсети дека неодамна е донесена и одлука за зголемување од 10% на социјалната помош. За родителите оваа мерка е добредојдена. Корисниците на социјалната парична помош велат дека оваа владина одлука многу им значи и дека сега се поспокојни за иднината на нивните деца. Утре е вториот уписен рок за запишување на ученици во прва година во средните училишта во државата, а резултатите од овој уписен рок ќе бидат објавени во вторник. Законот за безбедност во сообраќајот претрпува нови измени за возачите. Светлата на автомобилите ќе се вклучуваат само во одреден период пропишан во законот, а велосипедистите кои нема да ги почитуваат новите одредби ќе се здобијат со парична казна од 50 евра. На 62-та седница на Собранието на Република Македонија се донесоа повеќе измени во Законот за безбедност на сообраќајот. Со новите одредби повеќе нема да важи правилото за вклучени светла преку ден, односно светлата ќе се вклучуваат со почетокот на самракот и во текот на ноќта, а и преку ден кога е намалена видливоста при возење. Со новите измени е предвидено казна од 20 евра во случај возачот да нема ставено појас, казна од 45 евра доколку при возење возачот разговара на мобилен телефон, 35 евра за невклучено светло во одредениот период и 35 евра доколку се вози дете без специјално детско седиште. Другите измени кои се донесоа на седницата на Собранието се однесуваат на продавањето производи покрај јавните патишта. Казни се предвидени и за велосипедистите. Возачот на велосипед со помошен мотор, на мопед, на моторцикл, трицикл и на четирицикл е должен да управува со возилото на начин на кој не се намалува стабилноста на возилото и не се попречуваат другите учесници во сообраќајот. Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед треба да носат заштитен шлем на главата за време на возењето на патот. Возачот и лицата кои се превезуваат со велосипед, ноќе и во услови на намалена видливост треба да носат рефлектирачки илек за време на возењето на патот, се вели во законот. За возачите кои ќе постапат спротивно од оваа одредба од Законот за безбедност во сообраќајот, ќе им биде изречена казна од 50 евра во динарска противредност.
Летово во Штип е присутна интензивна комунална активност. Се градат нови улици и тротоари и се уредуваат напуштените јавни површини. Наскоро патно ќе бидат поврзани населбите Блок 70 и Дузлак. Населбата Блок 70 и Дузлак наскоро ќе бидат сообраќајно поврзани. Иницијативата за патно поврзување пред 2 години ја покрена градоначалникот на Штип како дел од неговата агенда за урбано средување на градот и неговите населби. Потребата од поврзување на двете населби ја поддржуваат и самите жители. Од леваците со Дузлак да се поврзе ќе биде многу благодарни сите, не само јас како тука сега сам сум жител. Сите сме за тоа, нели, да се направи нешто. Гледам градоначалникот праве, добро е, до сега иде. Па и оно веќе тука мерија за вода мина за да стават појака линија. Треба како не? Пат треба ли да се Па треба. Иначе кал де? Па бе, се е кал, како кога врне дожд не можеш да одиш тука. Ако се суди според досегашната динамика на зафати и реализирани проекти, треба да се очекува дека наскоро ова и ќе се случи, велат граѓаните. Почесто го шетам градо и јас сум задоволен од работата на локалната самоуправа. Радански пат беше кал до колена, сега е покриен со асфалт. Нашата улица, која беше дупки кога заврнеше, сега е асфалтирана. Доле исто. Патот до игралишчето е среден, убаво и сега слушам дека се најавува да се оваа улица што е под игралишчето на Белобрдо да се спое со Дузлакот. Тоа е нешто ала слично на пешачката патека под Исаро. Тоа е нешто чудо ако се направи. А верувам, гледајќи ги амбициите и желбите на локалната и градоначалник Илчу ќе направат такво нешто. Комуникацијското поврзување на двете населби, меѓу другото, ќе овозможи растоварување на сообраќајните гужви во централниот дел на градот, а освен тоа ќе се зголеми и безбедноста на учесниците во сообраќајот, бидејќи ќе се вози по асфалтирани улици без скал и ударни дупки. Претходно слично поврзување беше реализирано меѓу населбите Дузлак и Баби. Се покажа како мошне корисно и рационално. Утре во Виница во рамки на топлиот културен бран, джез концерт ќе има Поповски Мицанов квартет, кој ќе настапи со авторски композиции на Сашо Поповски и Гоце Мицанов. На ритам секцијата се виртуозите Иван Бејков контрабас и Гоце Стевковски тапани. Концертот ќе се одржи на платото пред Домот на културата Тоша Арсов со почеток во 20 часот. Турската полиција уапсила 435 мигранти, најголем дел од Сирија, кои патувале до грчкиот остров Лесбос. Приведени се тројца турски државјани кои се сомничат за пренесувањето на мигрантите кои ќе бидат изнесени пред суд. По турските закони за криумчарење на луѓе може да се добијат и до 8 години затворска казна. Помеѓу уапсените мигранти има мажи, жени и деца, главно од Сирија, но има и такви со потекло од Авганистан и Пакистан. Најмалку едно лице загина во експлозија вчера во хемиска фабрика во источната кинеска провинција Шандон, а повредени се 9 лица. Експлозијата се случила во 20 часот и 40 минути по локално време. Хемиската фабрика во која се случила несреќата годишно произведувала до 300.000 тони отровно цианидно соединение. Пожарот во фабриката е изгаснат, а според водотоците на локалните власти во зоната на несреќата нема опасност од загадување со опасни хемиски супстанции. Најмалку 31 германски полицајци се повредени во синокешните протести во Хајденау, Германија, во судири за време на десничарски протест против азилантите. Полицијата употребила солзавец и спреј за справување со групата демонстранти, при што се уапсени поголем дел од учесниците на протестот. Надлежните служби во Саксонија прават напори за време на викендот одреден број имигранти да сместат во напуштена хала во Хајденау, поради што може да се очекуваат нови судири со десничарите и противниците на бегалската политика на земјата.
Со почеток во 16:30 се игра третото првенствено коло во рамки на првата македонска фудбалска лига. Во Штип Брегалница го пречекува тимот на Шкупи. Иако за денес беше најавена пресконференција на градскиот стадион во Штип, сепак таа не се одржа поради дождот кој што го зафати градот Штип. Во своето интервју позади камерата, Костов им се заблагодари на штипските фанови кои постојано беа со екипата и ги поддржуваа во изминатите месеци. Утрешната средба со Шкупи воедно ќе биде и последна која што Штипска Брегалница игра на Штипскиот градски стадион, кој од понеделник започнува да се реновира. Инаку Костов за утрешниот натпревар со Шкупи очекува во една добра атмосфера тимот да забележи победа, со што ќе се заблагодари на публиката за досегашната поддршка. Средбата Брегалница Шкупи е закажана со почеток во 16:30, а најавено и доаѓање на навивачи на Шкупи во Штип. Од клубот апелираат навивачите да навиваат коректно и спортски и со тоа Штип уште еднаш да потврди дека е гостопримлив град со богата фудбалска традиција. Што се однесува до останатите средби од третото коло во првата македонска фудбалска лига, на домашен терен Металург од Скопје игра со тимот на Шкендија, Турново го пречекува Силекс, додека во последниот надпревар Вардар ќе ги одмери силите со Царев двор. Надпреварот Ренова Работнички е одложен. Ова беше се во вестите на Канал Плюс. Повеќе содржини подготвуваме за дневникот во 16:30. Имајте пријатно попладне.